Еве го дека верверичка на зона. Добро. Не знам дали се види, со црвена опашка, ја не онаму. Со црвена опашка, добро, не е битно. Овдека сме сега во друга пагода, во друг манастир, овај будистички, хиндуистички, не будистички. Ова е манастиро, ова погодата на литературата или на писменоста или на знаењето, на мудрост, на учењето, нешто така. Еве како е ова. Овдека е ова е како предсала. Како предсала. Еве ги овие се исто. Значи ова се сретнува многу често ова желката. Желката затоа што на овој што се овој штрко е нешто као за среќа. Кога направиш овака че имаш среќа нешто. Така. Па тоа беше како предсала, овдека е веќе другата главната сала на она. Главниот конфуцијски темпл, овај храм. Ете, јас до душе не можев да многу да распознам кои се будистички и кои се конфуцијски, ама ова е конфуцијски. Сега веќе ги гледам пошто ги овие што се спрема овие што се скулптурите, ова е Конфуције. Не е Буда. Сега веќе ми е јасно. Значи овој веќе Буда е претежно не е толку украсно облечени, сум келаф е претежно така насмен овој некако со брада и со мустејчи. Ајде да влезам натре ако не ме избрка. И еве ги овие што се учениците на Конфуције. Инаку ова е главниот храм. Еве го. Еве ова што е желката, ова што е сега овдека во злато е ова златната желка. Ова уствари, еве, во нивната митологија ова е му е зела нешто, имала некоја чудесна моќ. Еве прагоите овдека колку се дури повисоки, за некој случајно да не цапни. Туку едноставно да се или од таму или од друга страна да се премини. И так, еве го наваму, овие се другите ученици на Конфуције. И так. Еве го. Значи ова е сега ја чувствувам разликата меѓу конфуцијанизмот и еве ги овдека синсенсите. Меѓу конфуцијанизмот и будизмот. Еве го ова што е бонсаи, како се направени, како што се вика, како со скулптурчина, со очуришта околу. Дури пишува некој, на некој пишува и дури колку години има. Ево, овој сега си викам дека има 63 години. И так, ова е, пак се враќаме на предсобието. Овдека со овие што се ждраловите, што ги викаш трковите, што тие се за среќа и седат исто на желката, магичната желка. И еве ова изгледа некоја молитва за среќа, па луѓето кој ќе фата ова демек. Еве кај што става, еве инсенси овдека исто овошја некој. И так. Ете како е овдека горе, сето е на кинески. И так. Сега излегуваме на надвор. Али ова исто е симетрија на неколку, и самава симетрија на зградите исто дава символика. Неколку круга се пред да се дојде она што се вика во чистилиштата, допред да се дојде до вистинскиот храм, затоа што
вамо гледам некој нешто као музејче, затоа што за секое знаење треба процес на учење, нели процес на промени, процес на мутации, на придобивање на нови навики, на нови заборавање на стари. Еве ги инаку колку се скромни овие конфуциониските кимона. Еве исто овдека книгите. Овдека порано овој манастир се користел од конфуционистите за како нешто као семинарија, што вика нешто као за учење. И затоа овој манастир ево Конфуције или не некој друг. И затоа овој сега што се вика пагода, црква или манастир или храм на знаењето што се вика или не литературата на читањето на учењето. Так. Еве и гледам кој че ида многу така интересно, идав некој со нивни кимона, со нивни носи. Има ова што се вика нивни. Еве сега наваму што е ова. Teacher house, куќата на учитело. Али секаде има бонсаи. Интересно, ајде да видиме наваму куќата на учител. Еве има училници и нешто. Еве сега ова позади храмо, место за ова сето било како семинарија, не е еден вид на семинарија што ние во христијанството што го викаме. Овие муслиманите го викам медреса. Така. Интересно. И сега и ова така нешто било. Еве ги овие дрва, овие се бамбусови дрва. Еве ги. Интересно, инаку пандата, веројатно ви е познато, пандата јади само бамбусови дрва. Не јади ништо друго, значи таа е исто она јади само ова зелена храна, али само не се што, туку само бамбусови дрва. И то фактички незиниот биоритам не е направен за да јади зелено, затоа што нема како преживарио нема пред желудник и желудник за преживање, затоа ги викаме преживарите. Тие два пати ја обработува храната, за да има голема ферментација има ова. И сега кај ова нема, али има вродено некој природен отпор према ова зеленото. Еве сега овие дали, овие се гробои на овие на учителите, па сите од нив се однесени со некој од овие желките, светите желки до другата страна на светот, и мислам во духовната страна на светот. И так. Сите инаку цивилизации има некој тако водич, некој што ги носи до другата страна до другиот свет. Таму нели овие грците имале некој онај човек со кану што ги оди по, не заборав како се викаше та реката, што ги вози по реката, па овие желка има така, многу различни култури, многу различни има. И така па. И така, сега ова е друга, сега ова е веќе навршниот дел на веќе
Исто друга четвртина, само со што се вика друг квадрат, само и овие квадративе се едно така се наместени некако степенесто, за да можеш да, што се вика, од една димензија во друга димензија или од еден свет во друг свет. И секој свет си има некоја драша, али до определена граница. Еве овие прават тука фотошутинг, да видиме каква е невестата. Так, убавка. И така, еве и овие туристички групи, инаку еден зборува, другите слуша. Так, ајде идеме навамо. Еве се, овие се некои школски. Ние ќе излеземе од другата врата, од таму влеговне. И така, веќе наваму е веќе излезо на пагодата на знаењето или на учењето на така нешто.